Почитувани гости, драги пријатели, и благодарам на нашите уметници Орхидеја Дукова и Мики Секуловски за прекрасната интерпретација. Денес Велес празнува 69 години од ослободувањето. По тој повод, Советот на општина Велес ја одржува и оваа свечена седница. Го молам председателот на Советот на општина Велес, доктор Александар Колев, да повели на сцената. Врз основа на член 39 од Законот за локална самоуправа и член 19 од Статутот на општина Велес, а по повод Денот на општина Велес, 9 ноември, ја отварам свечената седница на Советот на општина Велес. Почитувани, ве повикувам со едноминутно молчење да им оддадеме почит на паднатите борците, починати во изминативе 69 години и жртвите од последните воени действија во Република Македонија. Нека има вечна слава и благодарност. Почитувани, го поздравувам присуството на претениците во Собранието на Република Македонија, господин Отилија Димовски и Ѓорги Коџавашиев, како и присуството на заменик министерот за здравство, господин Јовица Андонов, представниците на меѓународните асоциации и фондации со кои соработува општина Велес. Го поздравувам присуството на представниците на Македонската православна црква и Исламската верска заедница. Срдечно го поздравувам присуството на делегациите од збратимените градови и градовите пријатели на Велес, Сомбор и Ужице од Република Србија, Слобозија од Република Романија и Свиштов од Република Бугарија. Го поздравувам присуството на делегациите на општините во Република Македонија. Ми причинува чест и задоволство да ги поздравам поранешните председатели, градоначалници и секретари на општина Велес, како и досегашните председатели на Советот на општината. Со особена почит ги поздравувам представниците на боречката организација. Им посакувам топло добре дојде на стопанствениците и невладините организации и гостите присутни на денешната седница. По повод Денот на општина Велес, 9 ноември, телеграми со честитки до општина Велес Упатија, општина Зеница, Сдруженијето на македонците од Хрватска, командантот за обука и доктрини при гарнизонот на армијата на Република Македонија. Им благодарам за одбраните зборови и упатените честитки. Во овој свечен миг, а во чест на 69-тиот роден ден на општина Велес, го повикувам градоначалникот на општина Велес, господин Славчо Чедиев, да ви се обрати. Почитувани гости, драги пријатели, ми представува чест да ве поздравам денес, кога одбележуваме најголемиот ден за Велес и Велешани, 9 ноември, денот на општина Велес. Затоа би сакал
посебно да се заблагодарам на присуството на представниците на државната власт, пратениците Илија Димовски, Ѓорги Коџабашиев, заменик министерот за здравство Јовица Андовски, директорот на Институтот на Историскиот архив на Република Македонија доктор Зоран Тодоровски и директорот на Ансамблот за народни игри и песни на Република Македонија Зоран Џорлев. Особено сум почестен што за празникот имам можност да бидам домаќин на повеќе делегации од збратимените градови на општина Велес. Делегацијата од Слободзија, Романија, предводена од заменик градоначалникот Чежар Замфир, делегацијата на Сомбор, Србија, предводена од градоначалникот Немања Делиќ, делегацијата од Ужице, Србија, предводена од градоначалникот Саша Милетиќ и делегацијата од Свиштов, Бугарија, предводена од господја Светлана Јорданова Ѓоргиева, председател на Советот на општина Свиштов. Се заблагодарувам на присуството на представниците на Македонската православна црква, Исламската заедница. Истовремено упатувам поздрав и до представниците на СВР и на армијата на Република Македонија. 9 ноември го празнуваме како роденден на градот, со 23 вековна традиција. 9 ноември е денот посветен на сите велешани, што се градиле во неговите темели како борци за сопствениот јазик и култура, борци за својот територијален интегритет, за сувереност и независност. 9 ноември е сублимат на сите буни и востанија, интелектуални и оружени револуции, празник на кој се поклонуваме на хероите и нивните семејства, на борците и нивните поколенија. Овој ден не прави горди и своји. Затоа, со иста должна почит да се заблагодариме и на илинденците, и на борците против фашизмот, и на последната генерација херои од 2001 година. Ние останувавме со љубовта кон својот град и Република Македонија, да го чуваме суверенитетот и независноста, името и делото, културата и традицијата, и со иста енергија да го пренесеме на нашите наследници, идните генерации на велешани. Се што градиме и создаваме го правиме со цел Велес да биде померка на велешани, да овозможиме во него да растат и да работат граѓани што својата иднина, иднината на своите деца ќе ја градат тука, во Велес, во Македонија. Водејќи се од овие начела, со доаѓање на функцијата градоначалник на општина Велес, заедно со мојот тим, решително тргнавме во остварување на една нова визија за поубав Велес. За краток период, имајќи ја поддршката на Советот на општина Велес, успеавме да реализираме повеќе од 100 проекти од инфраструктурата, образованието, културата, социјалната заштита, комуналните дејности и сите области каде општината има надлежности. Тековните активности се осовременети, се извршуваат со поголема флексибилност кон граѓаните, се въведуваат во секој сегмент на работата на општината. Веќе издававме дозволи за градба по електронски пат. Едношалтерското работење не е само фиктивна фраза, туку начин на работа на општинската администрација. Проектите од национален интерес во Велес се остваруваат со голем успех, а стратешките документи врз кои се темелат принципите на работа се патоказ од кој не отстапуваме. Се разбира, колку и да сакаме, не можеме да се наеднаш да оствариме. За помалку од една година ја оформивме индустријската зона во Каласлари и создадовме инфраструктурни услови за неа и за постојните индустријски зони. Уредивме 30 на улици, тротоари и игралишта. Изградивме патот за Ораовец. Го отпочнавме водоснабдувањето на езерото Младост. Почнавме со реконструкција на градскиот стадион. Реновираме неколку училишни објекти. Нема да навлегувам во детали за сработеното. Намегнање, а во сите делови на градот има по едно градилиште. Она што го работиме се гледа и се слуша не само од медиумите, туку и од разговорите со граѓаните во урбаните местните заедници, на улица и разни согледи. Тоа само не охрабрува да го задржиме темпото на работа и да докажеме дека не се работи за почетна еуфорија, туку за остварување на дадениот збор за чесен и одговорен пристап. Довербата што ја добивме, и јас, мојот тим и Советот на општина Велес, нема да ја браниме со празни ветувања, туку со дела што ги правиме заедно почитувани со граѓани. Дозволете ми, почитувани со граѓани, накратко да ви најавам и кои се нашите идни планови и колку ќе го изградиме Велес до следниот 9 ноември. Убеден сум дека ќе зборуваме за изградба на стопански капацитети
и на ново остварени вработувања, што впрочем е наша цел. Во прилог на ова говори интензивната подготовка на индустријската зона Каласлари, речени 2, од почеток спремање за индустријската зона Мамутчево, интересот што за нив го покажуваат потенцијалните инвеститори. Наша примерна цел ќе биде токму отварањето на нови работни места и подобрување на условите за водење на бизнис во општината. Ќе донесеме нови и ќе ги измениме постоечките детални и генерални урбанистички планови, кои ќе бидат усогласени со потребата за брз економски и комуникацијски развој на општината. Со засилен интензитет ќе работиме на процесот за легализација на дивоградбите. Инфраструктурните активности, реконструкцијата и уредувањето на улиците, водоснабдителните и канализационните системи, како и хортикултурното уредување на градот, ќе бидат наше секојдневие во периодот кој што ни престои. Со поддршка од централната власт ќе го реконструираме локалниот пат кој што го почнавме до село Иванковци, плоштовот и улиците во оваа населено место. Исто така, во село Раштани ќе биде изградена пречистителна станица и колекторски систем. Нема да изостане поддршката од општината и во другите населени места за реализација на проекти, со кои директно ќе се подобрат условите за живење. Многу скоро очекуваме олеснување во сообраќајот со изградба на кружни текови, кои ќе се наоѓаат на влезот на градот и во нова населба. Се работи на документација и планови за градскиот пазар и катна гража во центарот на градот, кој ќе се изгради преку јавно-приватно партнерство. Со доаѓање на пролета, градот ќе има нов вид, изменет градски стадион, градска куќа и паркот околу неа, изграден театар, изградена црква, изграден надвозник што денес започнавме да го градиме. Ќе ги менуваме и навиките. Ќе го чуваме градот чист и со здрава урбана опрема. Денес веќе може да видите и контейнери за селективен отпад што се поставени низ градот. Наскоро ќе го дозавршиме и проектот за водоснабдевање на езерото Младост и околните населби. Урбано ќе го уредиме и просторот околу пешачката патека. Наша намера е овој локалитет да го направиме погодна и препознатлива дестинација за цела Македонија. Со несмален интензитет ќе продолжиме да ги поддржуваме и да вложуваме во културата, образованието, спортот и социјалната заштита. Наша обврска е почитувани со граѓани. На нашите деца да им оставиме град со кој што ќе се гордеат. Веле заслужува ние, неговите заштитници, да го претвориме во град лидер, во град гордост, не само наша, туку и на Македонија. Додека секој од нас максимално се вложува во заложбите да придонесе што повеќе за поубава иднина, додека секој од нас се буди со мислата дека денес е денот кога треба да сторам нешто добро за својот град. Додека секој од нас легнува убеден дека Велес мирно ќе спие, нашата иднина ќе биде светла и просперитетна, а нашите наследници ќе бидат горди на нас. Нека ни е честити вековите, денот на општината 9 ноември. Нека го чува нашиот патрон и заштитник Свети Велики маченик Пантелеймон и вашата љубов. Да живее Велес, да живее Република Македонија. Почитувани пријатели, Советот на општина Велес на седницата одржана на 4.11.2013 година донесе одлука за доделување на наградата за животно дело Гемиджи за 2013 година. Одлука за доделување на признанијата 9 ноември за 2013 година и одлука за најстудент професор доктор Георги Шотрајанов за 2013 година. Невисокото општинско признание спомен плакета 9 ноември за 2013 година го добија детската градинка Димче Мирчев, младите на Општинската организација на Црвениот крст Велес, Александар Јовановски Мијак, слободен уметник. Добитници на благодарница 9 ноември за 2013 година се Посебното основно училиште Маца Овчарова, Извидничкиот одред Димитар Влахов, Михајло Зиков, бизнисмен од Романија. Добитници на признанието Пофалница 9 ноември за 2013 година се Јордан Коларов, крводарител, Синиша Јович и Тамара Саверска, млади научници, и Марија Хаджиристова, планинар. Го повикувам председателот на Комисијата за општествени дејности, доктор Горан Јович,
да повели на сцената и да ги врачи пофалниците и благодарниците 9 ноември. Доктор Елемиш, добитници на признанието пофалница 9 ноември за 2013 година. Марија Хаджилистова, планинар, предложена од еколошката групација Green Power. Ја поканувам да ни се придружи на сцената. На невисокиот врв на Алпите на 31 јули 2013 година се развеа знамето на општина Велес, а знамето на Република Македонија остана заковано во височините на Тетка Росса. Обечената експедиција во походот за освојување на Мон Блан беше единствената жена велешенка. Слики од освојувањето на врвот го обиколија светот, а не остана портал на кој не беше пренесен успехот на Марија Хаджилистова. Зад неа остануваат подписите на повеќекратно искачените домашни врвови, како и Скала, Сколио, Митикас, Мусала и Мон Блан. Со освоените домашни и меѓународни врвови ја афирмираше општина Велес и изврши промоција на планинарскиот туризам. Марија останува запаметена како првата жена од Велес што го искачи Мон Блан и достојно го презентираше градот и Република Македонија. Синиша Јович и Тамара Саверска, ученици во приватниот Јахја Кемал коледж во Скопје. Предлагачи Петар Печков, Светлана Казакова и Риста Краковски. Синиша Јович и Тамара Саверска, седмошковци од приватниот Јахја Кемал коледж во Скопје, наши сограѓани, освоија сребрен медал на меѓународен надпревар во Истанбул, Турција, на 21-та интернационална